Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во новото издание на емисијата Студентски парламент. И веднаш на почеток ќе кажам дека денешното издание е шаренолико. Низ разговори ќе информираме за неколку настани кои се одржа минатата недела на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, поточно на Педагошкиот факултет и на Правниот факултет во Битола. Но зашто станува збор, ќе слушнете по музичката пауза. Останете на 90,8 МHz. Се враќам на југ, покрај тебе топлина, кај тебе нема студ. Бурна како лавина, лавина, сладка како малина. Магија, моја магија, веќе нема бариера, кон тебе ко магнет пак ме тера. Не лажи се, касно е, ништо веќе не исто не. И да сакам не можам без тебе. Нема бариера, кон тебе ко магнет пак ме тера. Не лажи се, касно е, ништо веќе не исто не. И да сакам не можам без тебе. Како ритам, со мисливе во луп, немам биоритам, со тебе кога сум. Бурна како лавина, лавина, сладка како малина. Магија, моја магија. Зборови не бирам кога, јас те гледам посебна хемија гора. Не лажи се, касно е, ништо веќе не исто не. И да сакам не можам без тебе. Нема бариера, кон тебе ко магнет пак ме тера. Не лажи се, касно е, ништо веќе не исто не. И да сакам не можам без тебе. Ке започнеме со она што се случуваше на Педагошкиот факултет минатата недела. Имено таму, со пригоден настан, се одбележа 21 март, денот на поезијата. Пред присутните беше промовирано печатеното издание на книгата со преводи на дела од Ацо Шопов во книжевниот универзум на Ацо Шопов, во издание на Клубот за литература, уметност, култура, ораторство и јазик при Педагошкиот факултет. Преводите ги направија студентите во трета година на студиската програма Англиски јазик и книжевност под менторство на доктор Силвана Нешковска, воренден професор на Педагошкиот факултет. Практично се работи за преведувачки проект кој започна во октомври 2023 година, се реализираше во рамките на одбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на македонскиот поетски великан Ацо Шопов. Студентите направија препеви на англиски јазик на дел од песните на Шопов, но и преводи на негови раскази и на литературни осврти напишани за неговите дела. За проектот разговаравме со професорката Силвана Нешковска. Професорке,
со овај настан денеска практично и се заокружи проектот кој што беше започнат минатата година, превод на дела од Ацо Шопов. Веќе го имаме како книга, готов производ, на радост ваша, гордост, меѓутоа и на радост и на студентите, и на педагошкиот факултет, и на Универзитетот Свети Климент Охридски Битол. Да. Значи, точно така, со овој чин денес, со промоцијата, го заокружуваме овој значаен проект, кој што започна минатата година, во октомври 2023 со почетокот на зимскиот семестар. Си поставивме многу одговорна задача. Минатата година, знаете, беше година посветена на Ацо Шопов, 100 годишнина од неговото раѓање се славеше и токму затоа го избравме овој автор со студентите. Студентите беа организирани во тимови, секој тим имаше посебна задача, се преведуваше од поезијата на Шопов, неговите раскази, литературна критика пишувана за него, а еден од тимовите дури работеше на собирање на детална биографија на Шопов, која што потоа ја преведивме на англиски јазик и сето тоа го спакувавме во ова издание, кој што на некој начин представува круна на целата таа работа. Ова не е прв пат да се работи на ваков начин, превод на дела, на предметот кој што вие го предавате. И сега што ќе биде ваш следен предизвик, ваш и на студентите? Така, точно така, ова е веќе трета година поред како се работи ваков преведувачки проект во рамките на предметот англиските преводи на македонската книжевност. Тоа е изборен предмет во рамките на студиската програма англиски јазик и книжевност. Меѓутоа, на моја голема радост, студентите го бираат тој предмет, и како што кажа, веќе трета година, затоа што навистина се мотивирани, посветено работат, успешно ги завршуваат своите преведувачки задачи и ја имаме, искрено кажано, поддршката од раководството на педагошки факултет. Сите овие 3 години со ред, значи финалето е практично издавање на книга со преводи од студентите. Следно што ќе биде? Што да очекуваме и тоа повторно ќе биде во договор со студентите? Точно така, значи тоа треба да произлезе од студентите, нивна иницијатива, а јас како нивни професор секако сум тука, им стојам на располагање, да работам со нив, да ги мотивирам, да ги насочувам, меѓутоа факт е дека тие се главната движечка сила. И сега дозволете на крај, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола од оваа година е член на Алијансата на Европскиот универзитет Colors и убаво е уште на самите почетоци на работа на Алијансата да можеме како универзитет, а и вие како професор, како педагошки факултет, да се пофалиме со нешто вакво. Ова сигурно ќе биде искористено и при промоцијата на универзитетот надвор на останатите 8 универзитети кои што се исто членови на Алијансата, но и како материјал кој што може и ним да им послужи и нашата поезија да им стане поблиска и ним, на нашите партнери, да речеме во Колорс. Да. Навистина е големо задоволството да се каже дека нашиот универзитет е дел од една ваква Европска алијанса, Colors. Овој проект неодамна започна, се уште се е во една почетна фаза и секако дека сите овие активности кои што се работат на единиците на универзитетот се во насока на промоција, рекламирање на нашиот факултет, како во рамките на Алијансата, запознавање подобро наше од страна на нашите партнери во Алијансата, значи останатите универзитети, меѓутоа е едно пошироко представување на УКЛО и Македонија, точно така, да. Да ги запознаеме со поезијата на Шопов. Да, се согласувам. Ви благодарам за разговорот и понатаму да бидеме сведоци на вакви убави настани. Ви благодарам уште еднаш за поддршката, за присуството на настанот и се гледаме во некоја следна ваква убава прилика. Деканката на Педагошкиот факултет во Битола, професор доктор Данче Сивакова-Нешковски, нагласувајќи дека ова е еден од настаните во рамки на активностите на Алијансата на Европскиот универзитет Colors, чиј член е и Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, им врачи поеден примерок од книгата на учесниците во проектот, а стиховите на Шопов на англиски јазик ги интерпретира студентките Ева Нешковска и Бесјона Јусуфи. Разговаравме и со нив.
На настанот со кој на некој начин се одбележа и денот на поезијата, организиран на педагошкиот факултет, студентите кои што беа вклучени во преводите на делата од Ацо Шопов, поезија, проза, осврти, критики за неговите дела. Исто така пред присутните прочита и дел од поезијата, секако преведена на англиски јазик, па веќе поразговараме со нив. Ева, Моето име е Ева, јас учествував во преведувањето на поезијата. Ова беше едно од најубавите искуства што може еден студент по јазик да го искуси. Од поетска страна, од јазична страна, од страна на дружба со моите колеги и со професори, можам да му препорачам на сите да уживаат во поезијата, да ја пишуваат, да ја сакаат и да ја чуваат. Јас сум Бесиона Јусуфиш, исто така учествував во преводот на овие песни од Ацо Шопов. Одбрани особено најубав превод сметам дека ми е преводот на Очи, Eyes на англиски. Како љубител на пишаниот збор, љубител на поезијата, уживав во ова прекрасно стекнато искуство, што е патоказ и за нашата идна кариера, а исто така ќе остане долгогодишен спомен. да се пишува, велат, е тешко, затоа што она што како мисла го имаш, како инспирација, дали треба да го напишеш на хартија. Но сигурно е уште потешко она што некој го напишал, да го преведеш, за да го доловиш моментот, велат. Сега колку ви беше вам тешко да се снајдите во таа улога како преведувачи на поезија од Ацо Шопов, велат? Ние на еден начин направивме препев на овие песни, се задржавме колку што може до буквалната смисла, но дефинитивно направивме некои мали промени во однос на јазичната структура. Но емоцијата, смислата и суштината на поезијата на Шопов целосно ја задржавме. Беше голем предизвик, но сметам дека кога некој може да ги има јазичните компетенции да го преведи тоа, единствено му останува само да ја почувствува и потоа процесот е најлесната работа. Секој на свој начин си ја доживува поезијата, секој на свој начин посебно си ја разбира и како студенти, но и како некои меѓу нас сме исто така и поети што уживаме во пишување на самата поезија, лично јас, така да уживав во овој процес многу, иако имавме различни песни за преведување кои што ни пренесеа нели различни пораки, нив ги дискутиравме заедно, наоѓавме конкретни решенија, како што спомна и Ева, исто така направивме ете препев на тие песни и се надевам и ете самиот постигнат резултат ни покажа дека успеавме. Морам на крајот да кажам дека исто така е важно и да се интерпретира песната, а вие двете тоа наистина одлично го направивте тука пред присутните. Мислам дека уживавте како во пишувањето, во преведувањето, но и на крај во интерпретацијата. Ви благодарам многу за комплиментот, навистина е така, уживавме и во процесот на пишување, но сепак задоволството е поубаво кога сето тоа што ние го сработивме како готов производ можеме и емоцијата директно да му ја пренесеме на слушателите. Од сите литературни дела сметам дека поезијата секогаш ќе биде врвот, така да треба секогаш да ја негуваме, да ја пишуваме, да ја читаме и така да остане таа спомен за сите и за нас и за идните генерации. И секако утре е денот на поезијата, среќен ден на поезијата за сите и да се негува до крај. Сега за крај уште ова што го работевте во изминатиот период беше во рамките на проект, еве да го кажеме како проект што го работевте заедно со професорката Силвана Решковска, но колку за вас е предизвик сега понатаму да преведувате поезија од други автори и еве кога веќе сте навлегле во тие води да го практикувате понатаму? Мислам дека сега ќе имаме, веќе кога имаме одредено искуство, кое што сметам дека е важно, но е само мал почеток на она што е сериозна преведувачка работа, имавме огромна среќа, чест и задоволство да работиме со нашата менторка, која што до крај не поддржуваше, ни даваше прекрасни совети, така да мислам дека сега сме спремни за некои поголеми почетоци, за кои што секако нашата професорка е благодарна за тоа. Исто сметам истото го мислам како Ева. Ова искуство ни
ни отвора многу можности во животот, исто така и приватно ние доколку преведиме нешто, веќе ги знаеме тие техники, тие трикови, каде да пазиме, кој вокабулар да го користиме, доколку се среќаваме архаични зборови, како нив да ги заменуваме, како да ги употребуваме, така да ово е само почетокот до остварување на една поголема цел во животот понатаму. Рече претходно дека и пишуваш поезија. Да. Е сега поголем предизвикот да се пишува на англиски или на македонски или на друг јазик? Мојот мајчин јазик е албански јазик, меѓутоа јас уживам кога пишувам поезија нормално на мој мајчин јазик, на албански јазик. Имам напишано поезија исто така и на англиски, но понекогаш сакам, например, поезиите кои што ги пишувам на албански да ги преведам истите и на македонски, на англиски и на турски исто така, бидејќи владеам повеќе јазици и така. Ви благодарам и на овете и Благодариме на вас. Успешна работа и понатаму. Благодариме исто. Колешки, колеги, се надевам дека ќе бидеме сведоци на други преводи кои што ќе ни ги прикажете. Фала ви многу. Фала ве, очекуваме повторно. Инаку во рамките на настанот, присутните има можност да проследат и кратка презентација на Ротаракт клубот Битола Широк Сокак. Председателката на клубот Катерина Анакиевска пренесе дел од нивните активности, а зборуваше за придобивките од членувањето во него. Доктор Весна Шикловска, пак радиолог во клиничката болница во Битола, одржа предавање да зборуваме за женското здравје, посебно за ракот на дојка, истакнувајќи ја при тоа важноста од здравствената превенција. Сметаме дека незината презентација треба да стигне до секого, посебно до припадничките на понежниот пол, па затоа и ќе ја емитуваме во нашата програма, но по музичката пауза. Бидете на 90,8. Умот го губам и љубам, ко да е последен пат. Душава ја давам, срцево го кршам, ко да не ќе затреба за следен пат. Умот го губам и љубам, ко да е последен пат. Душава ја давам, срцево го кршам, ко да не ќе затреба за следен пат. Љубам ко да не знам за доста, ке те гризам, гласно нека пукат стакла за нас. Љубам ко да не знам за доста, ко крај на света доаѓа. Силно ке те гушнам, нежно ке те гризам, гласно нека пукат стакла за нас. Без љубам на цел глас. Glasno neka puka stakla
И како што најавив предходно, сега ќе следи презентацијата на доктор Весна Шикловска, радиолог во клиничката болница во Битола, која пред присутните на настанот кој се одржа на педагошкиот факултет во Битола минатата недела зборуваше за ракот на дојка. Слушнете ја. Би го почнела презентацијата во смисол дека посебно ми е драго да ви го пренесам оно што секојдневно го кажувам на поединечно на моите пациентки во ординација, овде ќе го слушните вие многу млади девојки и ќе го пренесете дома на своите блиски. Значи, прегледот, јас ќе зборувам за дојки, јас работам секојдневно, јас сум радиолог и работам најчесто дојки. Значи, дојките кај жената почнуваат прегледите по некои стари статистики од 30 години нагоре се препорачува да се прават еко прегледи. Пред се да кажеме што се, значи дојките се млечни жлезди, значи тие се инактивни додека не останеме бремени, родиме бебе и тогаш се активираат млечните жлезди. Таа е нивната функција. Секоја жена има различна структура на дојка, кај некои се погусти, кај некои се по-масни, меѓутоа суштината е дека дојките кај жените непречено си обавуваат функцијата. Направени се испитувања уште во времето на неславниот доктор Менгеле во Аушвиц, каде што жените се изгладнувале, значи потполно биле исцрпени, немале ништо, али млекото изгубило само малце на масленост. Значи совршен механизам дојката за храна за бебето. Значи изгубило само многу мал процент на масленост. А другите сите, значи дојката е таков орган кој што црпи од организмот на мајката за да дај на бебето. Значи ова е една мала едукација за идните мајки дека доењето е многу важно. Сега тоа е нивната функција. Да преминиме сега на, пошто тоа не го работиме, значи за нивното здравје. Ризик фактор е пушењето. Ризик фактор за сите проблеми за дојките пред се пушењето. Тоа многу малце се спомнува, не знам зошто. Али па од друга страна, нели тоа можеме да го регулираме сите поединечно. Постои исто ризик фактор генетски. Во многу ретки случаи тоа треба да е докажано. Значи ако мајката има некои заболувања, па се пренесат на женските деца. Меѓутоа тоа, ете да речеме, не е стално така. 2 и 2 не се 4. Постојат случаи кај што никој никогаш немал проблем со болести на дојките во фамилијата, па кај некоја жена се јавува. Така да тука е мултифакторијални се причините, значи ете ќе речеме и од ризик фактори, надворешни, генетика малку и така. Уште не е скроз прецизно испитано сето тоа. Ајде да кажеме, значи патологија. Патологија, кој ќе дојдат жените во ординација, првиот и најчест причина за која што се појавуваат во ординација е болка. Не е боли. Значи едно да ви кажам. Најстрашниот, нели, карциномот на дојка не боли. Значи тој воопшто не боли, тој јас кога речат ме боли градата, сум спокојна дека нема ништо страшно да најдам. Ама кој ќе речат имам топче, ама ич не ме боли, тогаш многу се плашам. Искрено ви кажам, значи тие се моменти кои што јас ова никогаш никој на факултет не ни го кажа, нити по на специализација. Ова јас го кажувам од моето лично искуство со работа досега веќе 8 години како радиолог во секојдневието. Многу е важен само прегледот. Кога бев млад специјалист и често пати со моите постари колеги, одев на почетокот малце да видам како се работи, кои како се работите поставени. Мојот најстар колега, сега ќе оди во пензија, доктор Симон Стилјановски, велеше: се прегледваш, имаш нешто наградата? И жените, сите сами си ги наоѓаат. И тоа мене ми беше како сега ние тука работиме, радиолози, прегледваме сега како жените сами си ги наоѓаат. Тоа е искуството. Многу често жените сами се пријавуваат. Оти ние немаме култура на скрининг. Сега воведено од лани скрининг. Онај класичен скрининг кој што во Шведска го направи професорот Табар пред 30 години и го осмисли како скрининг. Што значи скрининг на дојки? Кај што се земат жени од 49 години до 69 и се прегледват рендом, без да има проблем или нема проблем. Тоа сега се воведе лани во нашата држава. Сега, да продолжам за контактот со пациентите во ординација. Првиот диагностичка процедура е ехото на дојка. Најбезболна, најбезбедна, нема никакви и со кое што се добива, значи сега зборам за помладите девојки кои што имаат некакви тегоби, па се јавуваат на радиолог и ги гледаме на ехо дојките.
најчесто се цистични во таа возраст или некој фиброаденом. Ретки се малигни промени и за жал, ако се јават во млада возраст, прогнозата е многу полоша затоа што се хормонски зависни. Ретки се, пак ќе речам, немој да се плашите, имаше едно предавање каде што беше спомната дека секоја втора се појавува жена, тоа е од контекст извадено, не беше така, но го имаше паника после во популацијата женска, па се јавуваја да прашат дали е така, не е така. Значи јас последно пред 4 месеци имав пациентка со наод за суспектен за малигнен. Значи тоа кога ние ќе го видиме во ординација, нема сега ние можеме да бидеме сигурни во себе, ама на пациентката не можеме 100% да кажеме да, тоа е и готово. Значи сепак тоа после подлежи на други доиспитувања. Значи правиме мамографија и правиме биопсија. Биопсијата е крајниот резултат. Ние сме негде околу 90%, да речам ориентационо, ние детектираме, а правата, значи диагностика ја прави патологот. Се зема парче ткиво, нели со помош на корбиопсија, и тоа исто да ви кажам, значи во нашиот центар во клиничка болница Битола ги има сите услови за диагностика на дојка. Во смисла, ние имаме одличен ехоапарат, имаме дигитален мамомат, правиме биопсија на дојка и имаме патолог кој што ги гледа тие материјали што ги земаме и имаме магнет на дојки. Значи магнетната резонанца на дојки, примерно кога почна да се работи, се мислеше дека тоа е врвот. Дека сега ние тука све ќе видиме и нема да има проблем. Меѓутоа се покажа во пракса дека не е така. Технички се проблеми. Значи не сме сите исти. Некои имат помали гради, некои имат поголеми. Коилите, така ќе викаме тие во машината кога ќе се влези како што се поставува да се сими, се направени за да речеме средни град. И тука се препокриват структурите и се добива лажна слика за позитивен или негативен наод. Така златно правило, мамографија, ехо во ист акт, значи да се направи мамографијата. Мамографијата е рентгенско сликање на дојките. Дигиталниот апарат, значи воопшто не боли. Знам дека сите се плашат дека мамографијата е многу како болна процедура, значи не боли. Дигиталниот апарат е софистициран и дава многу добри слики. Значи јас сум воодушевена од ова сега што го работам, дека е навистина прецизно. И после тоа се прави ехо, а кај младите вака, значи кај вас се прави ехо негде до се препорачува примарна, значи мамографија на 40 години. До тогаш само ехо прегледи. Сега нормално нешто не дај Боже ако е унапред или суспектно се прави и порано, али тоа се ретки случаи. Кога ќе се најде, кажавме, значи промената се оди на биопсија и тоа го правиме јас и колегата Димовски и понатаму после се третира по зависност од наодот, се третира хирург или се третира онколог. Понатаму тоа е друга тема. За жал, еве сега дојдов до темата за статистика и за скринингот, немаме прецизни податоци. Да речам сега во Македонија на толку жени толку се јавува, толку не се јавува, немаме такви податоци. Скринингот започна лани, со помош на него ќе видиме некоја, да би требало да помине минимум година, две, па после да направиме една студија да се каже каква е состојбата. И сега што подразбира скринингот? Значи скринингот е еден начин на кој што жените се снимат сите во своите локални, значи, места. Дали во Ресен, дали во Битола. Меѓутоа, во скринингот се вклучени 6 до 8 радиолози кои што се избрани да го работат тоа и секоја слика од секоја жена оди на двојно читање. Значи, ќе го чита еден, па после го чита втор. И тука треба да се поклопат наодите. Ако не се поклопат, се собират и се прави анализа од неколку доктори да се види, се вика жената, се анализира и понатаму. Тоа е воведено од лани. Сите се повикани, има број и за само закажување, значи кај овие матичните. И тоа да го кажам дека откако се воведе скринингот, значи на дојка, посебно вака да кажете на вашите мајки да речеме, нема поќе закажување ехо на дојка во клиничка болница или засебно мамографија. Треба матичната да закаже кабинет за дојка. Значи само така ќе пристапите до нас. Иначе нема шанси да ви закажи мамографија засебно или ехо засебно. Тоа беше стариот начин. Сега сакав да го потенцирам за да многу често збунки се прати во општите амбуланти и настанува дали може, дали не може, како да се закаже. Значи ова е една информација која што само кабинет за дојка ќе се бара. Превенција се редовни контроли, значи редовни контроли во смисла ајде за младите еднаш
на 2 години вака. Вие воопшто, значи вие што сте млади студенти до 30 години, воопшто не сте ни во ризична група. После тоа може ако нешто еве да речеме, ама и сепак е сето ретко. И едно сакам крајно да кажам вака како месеч тоа како се вика, значи да се понеси порака. Значи не е безазлена болест карциномот на дојка, ама при неј е смртна пресуда. Значи јас имам многу позитивни искуства. Во Македонија сега се третира доста добро, посебно и во хирурзите и онколозите. Имам пациентки и по најновите светски статистики се смета дека ако од првиот момент кога ќе се пронајде карциномот на дојка, во 5 години редовни контроли и анализи, нели, нема рецидив, таа жена се смета излечена. Значи излечена, значи може и полесно нешто друго да биде пострашно за неа отколку карциномот за дојка. Тоа се, значи сега стана болест која што се лекува. Што е мислам вака првично е, нели, на шок за секоја жена, меѓутоа жените во суштина се како феникс, нели, така горат првен во моментот, ама после излегуваат уште посилни. И ви благодарам за вниманието, не бев премногу спремна, вчера бев и дежурна и малце можда нешто пропуштив, ама се надевам дека доволно ве информирав. Пораката што Педагошкиот факултет од Битола во соработка со Ротарат клуб Битола Широк Сокак ја испрати до сите присутни студенти, професори, ученици и нивните професори од менторските училишта во Битола и останатите гости е следната. Бидете активни и корисни општествени чинители. Правете добри дела, грижете се за вашето здравје, интелектуално издигнувајте се и облагорадувајте си ја душата преку книжевноста. Ispadni čovek, ne vidi ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi kad nekoja druga što ke ti dade se. Rani me, pa i posledno da je to što vi vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan, nogi tebe, ke nikoj ne broji nogi tebe, koji tebe ja se nema. Ni buket od rozi, ne te bere sega, ni okean ni solzi, ne te vala sega. Ni buket od rozi, ne te bere sega, ni okean ni solzi, ne te vala sega. Kaži, ima li problem, ne begaj ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi kad nekoja druga što ke ti dade se. Rani me, pa i posledno da je to što vi vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan, nogi tebe, ke nikoj ne broji nogi tebe,
Во денешното издание на емисијата Студентски парламент информираме и за крводарителската акција што минатата недела ја организираше Факултетското студентско собрание на Правниот факултет Битола во соработка со Општинската организација на Црвениот крст и Центарот за трансфузиона медицина при Клиничката болница во Битола. Разговаравме со дел од студентите кои што даруваа крв, па слушнете ги во продолжение. Крводарителската акција на Правниот факултет тука во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, е во организација на Факултетското студентско собрание, па еве разговараме со членови на Факултетското студентско собрание. Јас сум Викторија Бардаровска, јас сум крводарител, но оваа година не можам да дарувам крв, бидејќи имам понизок хемоглобин. Правниот факултет, како и секоја година, така и оваа година, организира крводарителска акција, на која се пријавени повеќе од 15 на студенти. Не треба да сме доктори за да спасиме нечи живот, можеме да спасиме и со дарувањето на крв. Одлично кажано. Во организацијата и Факултетското студентско собрание Правен факултет Кичево во соработка со Црвен крст организира крводарителска акција во која што, како што рече мојата колешка Викторија, не треба да бидеме доктори за да спасиме нечи живот. Не ни се представи? Да ви се представам, сум председателката на ФСС, Правниот факултет во Битола. Име, презиме? Ангела Лавровска. Ангела? Лавровска. Добро. Мила ми. Ангела, ова е прв пат додека си ти тука како председател да се организира ваква крводарителска акција. Може да видам дека повикот за крводарување беше поставен на влезот на Правниот факултет една недела пред одржувањето на акцијата. Да, во мојот мандат прв пат организирам ваква крводарителска акција. Се надевам дека ќе продолжи во наредните години како традиција, па да се негува. Убаво е да се види млади луѓе да се пријават, да бидат хумани и така хуманоста ја искажуваат на... Да, пред се да спасиме живот, бидејќи може некојаш ќе ни треба и нас. Благодарам за разговорот и продолжите и понатаму. Благодарам и вас. На крводарителската акција, што се одржува на Правниот факултет, присутна и Николина Лозановска, студентка на ФИКТ. На Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Добро, како од ФИКТ дојде направен? Па видов дека има акција за дарување на крв, бидејќи сите сме од Свети Климент Охридски и сакавме да донираме, да поможеме на луѓе на кои му е потребно. Прв пат даруваш крв? Да, прв пат. Добро, еве разговорот го снимаме пред да седнеш да даруваш, како се чувствуваш? Малце уплашена, ама мислам дека нема да има никаков проблем. Твои колеги даруваале веќе порано крв? Се консултираше со нив? Да, со една моја колешка има дарувано еднаш и таа сега пак ќе дарува и заедно решивме да дојдеме да даруваме. Велат дека не е ништо страшно, напротив, чувството под дарувањето на крв е позитивно во секој случај, затоа што се знае дека со крвта се спасува живот. Да, точно така. Затоа и сакавме да дојдеме. Посебно ме радува што сте дошли од друга единица на универзитетот, тука на Правниот крв да дадете дел од скъпоценната течност. Еве се надевам нема да биде и последен пат. Да, се надевам и дека нема да биде последен. Благодарам за разговор. Благодарам и вас. Што туку даруваше крв? Точно, да. Име, презиме? Јас сум Антонио Божиновски, дарував крв во Правниот факултет. Организацијата е супер и ми е мило што ова може да го правиме тука. Инаку студент на Правниот факултет? Да, студент сум на Правниот факултет втора година. Прв пат даруваш крв или? Не, ова ми е трет пат имам дарувано крв во болницата претходните 2 пати. Така? На повик од некого или едноставно и тогаш се реши да одиш и да даруваш крв? Да дарувам крв така, самоволно, не беше на повик. Што те поттикна да го правиш? Па, мислев дека е убаво, дека треба и да се регенерира и да се менува крвта, па имав слушнато дека е добро за здравието и го направив ради тоа. На ова тема сте разговарате меѓу себе, вака студентите или во друштво? Па, Сим го кажал своето искуство? Да, сме паднале на муавет, сме разговарале, ама ништо конкретно. А имам многу пријатели што дарувале крв. Се надевам дека бројот на пријатели и на колеги твои ќе се зголемува кога се работи барем во однос на крводарувањето. Чувството како е сега? Ти што туку стана од... Да, се чувствувам добро, немам никаков проблем, баш ми дојде мило и чувството е стварно добро и препорачувам секој да го прави. Благодарам за разговор. Фала и вас.
Ке поразговараме и со Тамара Тамара, презиме Бердаровска, студентка на УКЛО, на ФИКТ, на факултетот за информатички и комуникацијски технологии, втора година, прва. Сега со Тамара разговараме додека веќе дарува крв и тоа беше и затоа и ни беше интересно да поразговараме со неа. Како се чувствуваш? моментално супер. Што се размислува додека се дарува крв? Што ќе правам од кога ќе завршам со дарување на крв? Дали додам на кафе или не? Дојде заедно со твоја колешка? Да, со колешка од факултет. Така ми кажа дека та ми кажа дека ти претходно си дарувала крв, ова не ти е прв пат? Да, ова ми е втор пат, претходно во 4-та година во Јосип Брз Тито дарував за прв пат и се одлучив за уште еднаш. Чувството е прекрасно, сигурно. Да, прекрасно. Да. И што ќе биде сега со колешката на кафе или Па најверојатно на кафе. на широк сокак? Да. Твојот апел може би до останатите студенти, но не и студенти, еве и граѓани на Битола, кога се работи барем за крводарувањето. Секој што може да е во можност да дарува крв, бидејќи може да се спаси нечiji живот. Ти благодарам и успешно и во да си поминиш на кафе. Благодарам исто и вас. Ке ни се представиш и ти? Јас сум Бојана Трајчевска, студент сум на правен факултет тука, 3-та година и втор пат дарувам крв сега. За акцијата разбра сигурно од плакатите кои што беа поставени тука на правен. Да, и од нашата председателка исто така. Рече, не ти е прв пат да даруваш крв? Не ми е прв пат, втор пат ми е исто лани на истата акција како денес дарував прв пат. Веќе знаеш како се одвива цела постапка. Пополнуваш формулар. Пополнуваш формулар, легнуваш ти земаат крв и тоа е се. Да ја покажеме хуманоста на дела. Да, освен желбата, важно е да се чувствуваш здраво. Да, здраво исто така, да. Да бидеш способен едноставно. Денеска времето облачно, врнежливо на моменти, меѓутоа еве тоа не те спречи. Да, тоа не е пречка за да бидеме луѓе доколку можеме. Се надевам ова нема да биде последен пат. И јас се надевам и сигурна сум дека нема да биде последен пат. Ти благодарам и ви благодарам и вас. И честитки за желбата и намерата. Хвала ви многу. Разговараме и со доктор Кристијан Алчевски, доктор во Центарот за трансфузиона медицина. Докторе, еве тука на правниот факултет, барем за сега гледаме дека доаѓаат студенти да даруваат крв. Што ќе им порачате еве на почеток? Мило ми е што сум тука во емисијата. Значи, моментално крводарителската акција на правниот факултет се одвива во супер атмосфера. Имаме доволно заинтересирани крводарители. Се надевам дека до крајот на акцијата, до 13 часот, таа бројка ќе биде поголема од сегашната. Се надевам дека младите ја сваќаат потребата од крв и дека крвта е лек за кој што нема замена, значи нема синтетска некоја фабричко производство на крвта, едино можеме да ја добиеме од хуманите дарители за да искористиме во лекувањето на болните пациенти. Имав можност да поразговарам со дел од студентите, некои веќе дарувале крв, некои се подготвуваат да даруваат крв, но една студентка кажа дека и покрај желбата не е било дозволено да дарува. Да, значи потребно да се исполнуваат некои критериуми за да може да биде крводарител. Значи потребно е основно да биде значи над 18 години, да биде полнолетен, потребно е да има килажа поголема од 50 килограми, притисок кој што би бил доволен за да можеме да заиме доволна количина на крв. Исто така потребно е да имаме добар хемоглобин, бидејќи со тоа што ние ќе заиме таа количина на крв, значи може да предизвикаме анемија кај болните. Затоа лицата кои што имаат понизок хемоглобин, кај мажите хемоглобинот треба да биде над 135, додека кај жените треба да биде над 125. Еден од критериумите кои што треба да го исполнуваат за да можеме да заиме крв, односно да бидат крводарители.
Еве да кажеме дека ова не е единствената крводарителска акција, може да следат каде ќе бидат другите или едноставно да дојдат во центарот и таму да даруваат крв, еве ако денеска не стигнали или не можеле. Да, ние во Битола имаме доста крводарителски акции, како во училишта, во факултетите, исто така и по другите фирми, фабрики, исто така во Центарот за трансфузионна медицина во склоп на Клиничка болница Битола се зема крв секој работен ден од 8:30 до 14 часот. И ние сме отворени, било кој сака може да дојде слободно да дарува крв. Какви се залихите со крв во клиничката болница во Битола? Залихите на крв во клиничката болница Битола во моментот се доволни. Во Битола имаме доволна количина на крв. Мислам, ние го снабдуваме целиот регион со крв, вклучувајќи Прилеп, Охрид и Струга, така да моменталните залихи се задоволителни. Но секако не е на одмет. Точно, да. Секако не е на одмет. Секој нов крводарител е потенцијален нов спасител на живот. Со една земена крвна единица се спасуваат повеќе животи, така да може секој слободно да дојде да не посети во службата за трансфузионна медицина. Ви благодарам за разговорот и успешна акција и денес. Ви благодарам и вас. Имајте убав ден. Се надевам дека по примерот на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет во Битола ќе се организираат крводарителски акции и во другите единици на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, па и останатите студенти ќе имаат можност да ја покажат својата хуманост на дело. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО Битола, магистер Сонја Тандарова-Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Ова е време каде искрен нема, искрено срекни, само нив ги снема. Колку време веќе твоен живот крада, тие лажни слики туѓо време крадат. Секој ден не знае што ти треба тебе, гарантиран успех, не верувај на себе. Nema. Дојде време кога други мисли вреда, пази што ќе кажат, не знаеш кој те гледа. Секој се жали дека веќе че се нема, а сепак број ти чува, може би ќе му треба. Демек на твоја страна срекни, само нив ги снема. Секоја твоја жртва по ништо се третира, и секој твој успех другар го деградира. Секое твое добро до вчера ке се памти, се што за друг ти правиш, на крај ти сепак сам си. Секој ветен возрат до после ке се важи, кога ке дојде време сите се трчи лажи.
Укло ФМ Битола, март 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола.